Сонг бару согласување на колективните договори со минималната плата, барања веќе се испратени до Министерствата за труд и социјална политика и за образование за усогласување на платите врз основа на минималната плата и колективните договори, а до Министерството за култура за потпишување на анекс колективен договор за конечно решавање на проблемот со административните службеници и помошно-техничките лица. За Сонг моменталната состојба со платите била недопустива, зашто различни категории работници примале иста плата. 8 работни места со 8 различни коефициенти на сложеност на работата земаат иста плата, што е спротивно на колективното договарање, каде што сме се договориле со Министерството за труд и социјална политика како работодавач, дека секој работно место има своја тежина и од таа причина има и различен коефициент. Основицата за пресметка на плата да биде практично минималната плата, која што ќе се помножи по соодветниот коефициент на сложеност на работно место и една за секогаш ваквиот начин на финансирање, каде што имаме, споменав, урамниловка, би се напуштило и не би имало никакви проблеми во тој дел. Од Сонг очекуваат брза и енергична реакција од министерствата, доколку таква нема, ќе следувал силен одговор од работниците. Ако министерството и владата како најголем работодавач во државата не ги почитуваат законите, јас наистина не знам што понатака, освен да ги превземеме најрадикалните синдикални средства, се разбира тоа се без исклучок рачунајќи на генерален штрајк. Сонг брои околу 30.000 членови, од кои близу 8.000 се од општините од Истокот. Ова е втора закана за протести и генерален штрајк од синдикатот, откако претходно таква можност најави и ССМ, доколку посредбата со владата на 24 јануари не се постигне соодветен договор за покачување на минималната плата.